Сабота, мир и благослов ви пожелувам на сите драги браќа и сестри. Ви благодарам што сакате да го споделам моето искуство со Бога, со вас. Веќе 26,5 години живеам во Америка. И покрај далечината и времето, ја сакам оваа прекрасна земја Македонија, како вчера да сум се преселила. Не сум ве заборавила, драги браќа и сестри. Се уште ве сакам, мислам на вас и се молам за вас. Се чувствувам некако да сум ја изгубила мојата татковина Македонија, туку да сум добила уште една, Америка, како да имам сега две татковини. Со мојот сопруг, кој исто така многу го сака Бога, се трудиме да го помагаме Божјото дело во двете татковини, и во Македонија, и во Америка. Нашите деца, имаме 4 деца, од кои 3 се родени во Америка, ги воспитуваме да ги сакаат и двете татковини, и да ги ценат и култивираат и двете култури. Им нагласуваме дека иако растат и се родени во Америка, откажување на нивниот македонски дел би било негирање на нивниот вистински идентитет и би ги оставило со недостаток на аспект од нивната личност, кој е незаменливо, скапоцен и уникатен. Од тие причини многу ме боли што при секој доаѓање во Македонија забележувам дека Македонија губи од својата специфичност и она што ја прави уникатна. Со тага во срцето се молам на Бога. Боже, дали тоа е Твоја визија за Македонија, за Америка? Да изгубат својата специфичност, својата индивидуалност, својот идентитет и суверенитет. Во светот денеска постои судир меѓу две главни визии, два погледа на свет. Визија на глобалистите е дека цела Европа треба да се обедини и евентуално целиот свет да се стопи во една нација, со една светска влада, со една армија и една светска религија. Додека националистите веруваат дека нациите треба да го задржат својот суверенитет, работејќи заедно и кооперирајќи со другите народи кон светски мир. Но кога почна судирот меѓу овие два погледа на свет, меѓу овие две визии, и што е уште поважно, што мисли Бог за нациите и која е неговата визија? Во Библијата читаме дека концептот за нации за прв пат се појавил во Битие 10 глава, веднаш после потопот, кога е запишана листата на нациите. Овие нации Господ ги подели според земјата, јазикот и семејствата. Во Битие во 10 глава, 5 стих, 20, 31 и 32 стих читаме. Од нив се растргна царови, острови на народи во земите нивни, секој според јазикот свој, според родот свој и народот свој. 21 стих. Тоа се синовите Хамови, според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и во народите своји. Тоа се синовите синови, според семејствата нивни, според јазиците нивни, во нивните земји и нивните народи. Тоа се семејствата на синовите Ноеви, според нивните родови и според јазиците нивни. Од нив се разделија острови на народи во земјата по потопот. Од овие библиски стихови заклучуваме дека Бог ги создаде нациите и народите. Но дали е Божја волја да луѓето се концентрираат и живеат во големи градови со високи кули? Во Битие, 1 глава, 27 и 28 стих читаме. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој ги создаде во Божји лик. Ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече Бог: плодете се
и множете се, и наполнете ја земјата, и починете ја. Но луѓето одлучија да не го слушаат Бога и се концентрира во региони, во градови каде атмосферата е загадена, каде е бучно и задушливо и каде владае корупција, неморал и разврат. Во Битие 6 глава и 5 стих читаме дека моралот, неморалот и корупцијата се проширија низ целата земја. И виде Господ Бог дека лошотиите на луѓето на земјата се големи и дека сите мисли и помисли на срцата нивна беа зли во секое време. Злото толку се прошири на земјата, што Господ мораше да дозволи да биде очистена со потопот. После потопот, Господ ја повтори својата заповест од Битие 1 глава 27 и 28 стих. Во Битие 9 глава 1 стих читаме: Господ Бог ги благослови Ное и неговите синови и им рече: плодете се и множете се, и полнете земјата и владајте. Но наместо да ја послушаат Божјата заповест и да се распрснат по земјата, да ја исполнат и завладеат, човештвото повторно одлучи да се спротивстави на Божјата волја и да се концентрира во еден регион. Луѓето најдоа долина во земјата Сенарска, каде почна да градат град и една висока кула во неговиот центар, која требаше да достигне до Бога. Во Генесис 11 глава, 1 до 4 стих читаме: по целата земја имаше еден јазик и еден говор. А кога отидоа на исток, најдоа рамнина во земјата Сенарска, да се населија тамо. И си рекоа меѓу себе: ајде да правиме тули и на оган да ги печеме. И имаат тули наместо камен и смола земјана наместо вар. Потоа рекоа: сега да созидаме град и кула висока до небото и да се здобиеме со име, пред да се растуриме по лицето на целата земја. Од овие библиски стихови гледаме дека целта на луѓето што ја градаа кулата не беше да го величаат Бога, туку себе си, што е основа на секоја човечка религија. Тие мислеа дека со нивното заедништво ќе најдат сигурност, може би од страв, сеќавајќи се на потопот. Но таа сигурност беше лажна, бидејќи не беше заснована на Бога. Нивната потреба да се обединат не беше заснована врз племенити пориви, врз љубовта кон Бога и ближниот, туку беше базирана врз страв и во потребата да му се покаже на универзумот и на Бога дека човештвото може да постигне величина самото и дека не му е потребен Бог. Градењето на градот, а посебно на Вавилонската кула, беше символ на човечките напори да дојде до небото без Бога. Градот беше наречен Бабел на акадискиот или староасирско-бабилонски јазик, тоа значи врата или порта до Бога. Значи, кулата бабилонска беше еден друг портал, една човечка порта која води до небото, а не подпирање на Господа, како единствен начин, единствен портал да се дојде до Бога и небото. Во Библијата Исус вели во Јован 10 глава 9 стих: јас сум вратата, кој ќе влезе преку мене ќе се спаси, и ќе влезе, и ќе излезе, и пасиште ќе најде. Во истата глава во 1 стих Исус вели: вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчето трло, а прескокнува другата страна, крадец е и разбойник. Но луѓето и ден денес се обидуваат да влезат во небото на задната врата, а не преку Господа, со човечки напори и без да му дадат фала и слава на Бога. Како во времето на градењето на Бабилонската кула, човештвото
уште еднаш е на пат да се прогласи себе си за Бог. Слично како и тогаш, денес, модерното човештво сака да постигне единство и мир без Бога, преку обединување на Европа и целиот свет под еден нов светски поредок, поточно стар светски поредок. Но во Битие во 11 глава од 5 до 7 смик читаме дека Бог е против светска влада, една светска влада и една светска религија. Господ слезе да ги види градот и кулата што луѓето ги градеа. И Господ рече: ете, еден народ се и имаат еден јазик. Но еве што почнале да прават и нема да се откажат да го направат тоа што наумиле. Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот нивни, да не се разбираат еден со друг што зборуваат. И така Господ ги растури по целата земја и престанаа да го градат градот и кулата. Затоа се нарече Бабилон, зашто таму Господ ги збрка јазикот на целата земја и од таму ги растури Господ по целата земја. Како одговор на човечкиот обид да воспостави една светска влада, Господ им ги збрка јазиците. Додека акадискиот збор Бабел значеше порта кон Бога, еврејскиот збор Бабел значи да се збрка. Преку создавањето на јазиците, Господ ги принуди луѓето да се групираат по дијалекти и да ја исполнат неговата волја, да се распрснат и да ја исполнат земјата. Многу луѓе во светот денес веруваат дека сите светски проблеми може да се решат со една светска влада и една светска религија. Тие тврдат дека Бог е сепаратиста и дека креирал дивизија со формирањето на нациите, народите, етничките групи и јазици. Тие неправедно го обвинуваат Бога дека е употребил тактиката да виде едимпера или подели па владај, стратегија која всушност ја користат силите на злото, кои сакаат да завладаат и да го контролираат човештвото. Кога размислуваме за една светска влада, една светска нација и една светска религија, ние замислуваме свет без граници, без зидови, велат поборниците на глобализмот. Ние не треба да градиме зидови, ние треба да градиме мостови. Ние треба да се здружуваме, велат тие. Но проблемот е во тоа што не живееме во идеален свет, туку свет во кој принц е непријателот, сотоната. Во Јован 14 глава, 30 стих читаме, Исус вели: иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Во второто послание до Коринтијаните, 4 глава и 4 стих, апостол Павле вели дека на неверните кои не го познаваат Бога, ним вика Богот на овој свет, тоа е сотоната, им ги заслепи умовите нивни, за да не ги освети светлината на Евангелието, за славата на Христа, кој е образ на невидливиот Бог. На прв поглед глобализмот не изгледа туку лошо, може би изгледа дури како тој идеален свет. Глобализмот како да има одговор на светските финансиски проблеми, бидејќи нуди еден светски, економски и политички систем. Тој исто така нуди светски мир, преку обединување на сите светски религии во една. Но тоа е само навидом, површно гледано, зашто од историјата знаеме дека од времето на Вавилонската кула до денес новиот светски поредок, поточно стариот светски поредок, беше испробан многу пати, но секогаш безуспешно. Било да се работеше за Вавилонското царство 600 години пред нашат Христа, за Медо-Персиското, за Македонското или Римското, сите овие обиди за глобализација беа форми на милитаристичка, империалистичко освојување и сите овие обиди пропаднаа. Внимателно и подлабоко истражување со молитва
ni razotkriva deka kako во минатото, така и денес, позади модерниот глобализам стои една јака политичка агенда, која е спиритуално мотивирана, но не од нашиот Бог, туку од непријателот на човечката душа, сатаната. Се работи за едно партнерство меѓу земјите на светот преку Обединетите нации и светските религии преку Ватикан, кој формира едно несвето заедништво, кој нема за цел да му донесе слава на Бога. Како што Вавилонската кула ја разоткри опасноста од една единствена тоталитарна влада, водена од една диктаторска фигура, која во тоа време беше Нимрод, така современата идеја за една светска влада, со еден единствен економски и политички систем, со една армија и со една религија, ја разоткри опасноста да со целиот свет завладее тоталитарен, авторитативен политички режим. Библијата вели дека Бог е љубов. Тој не е сепаратиста, како што тврдат глобалистите. Тој не контролира, туку секојаш дава максимална слобода на избор. Во колку Господ самиот не се симна на земјата и не ги во времето на крадењето на Вавилонската кула и не ги формираше нациите и не ги распрснеше ни светот, таа зла, тоталитарна, корумпирана влада ќе завладееше и ќе го контролираше целиот свет. Со креирањето на нациите, Господ му донесе мир на човештвото и го спречи да повторно се уништи самото себе си, како за време на потопот. Креирањето на нациите беше навистина Божи благослов и видлива манифестација на Божјата грижа, заштита и љубов за човештвото. Како христијани е важно да не заборавиме дека Господ ги креираше сите овие различни нации, култури, јазици и етнички групи. И дека е негова желба да ги види сите тие народи, култури и етнички групи спасени, славејќи го Бога пред неговиот престол. Во Откровение 7 глава, во 9 и 10 стих читаме: Потоа видов и ете, големо мноштво народ, но никој не можеше да го изброи, од сите народности и племиња, и народи, и јазици, како стојат пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во рацете. Воскликнуваа со голем глас: Спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. Бог го прати својот единствен, еднороден син Исус, не за да го осуди светот, туку да ги спаси нациите на светот. Во Јован 3 глава, 17 стих читаме: Оти Бог не го испрати свој син во светот да му суди на светот, туку да светот се спаси преку него. А Исус ги прати своите следбеници до нациите и народите. Во Матеја 28 глава, 19 стих читаме: Направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи да пазат се што сум ви заповедал. Се разбира дека овие нации и култури, како и нашата собствена, како резултат на падот во грев, се полни со грешни погледи, ставови, идоли и суеверија. Но нашиот Господ Исус Христос умре за нив, како и за нас. И тој ги сака со една страстна љубов. И не повикува и ние исто така да ги сакаме и да им сведочиме за Божјата љубов кон нив. Во Исаја 49 глава, од 15 до 16 стих читаме: Може ли жена да го заборави породот свој, а да не се смилува на четото од утробата своја? А и кога би те заборавила, јас тебе нема да те заборавам. Ете, на своите дланки сум те забележал,
Твоите зидишта се секогаш пред мене. Исто како што нас, како индивиди, Господ не сака со неизмерна љубов. Исто така ги сака и нациите со таква иста неизмерна љубов. И сака да им сведочиме колку е прекрасно кога нацијата, како индивидуата, го одбере Господа за својот Бог. Во Псалам 32 глава, 12 стих, читаме: Блажен е оној народ на кој Господ му е Бог и луѓето кои тој ги избра за наследство свое. Изборот на Господа за Бога секогаш носи безброј благослови. Во Исаија 60 глава, 18 стих читаме: Нема веќе да се слуша насилие во земјата твоја, ниту опустошување и разорнување. Пределите своји и зидовите своји ќе ги нарекуваш спасение и портите своји слава. Но исто така Бог сака да ги поминуваме нациите за доаѓањето на Божите судови, во колку се подпираат на лажни идоли, а не на Господа за своето спасение. Во Псалам 96 глава, 4, 5, 11, 12 и 13 стих читаме: Зашто Господ е велик, предостоен е за фалба, страшен е Он над сите богови. Ништожни се сите богови на народите, Господ ги создаде небесата. Нека се развесели небото и возрадува земјата. Нека се раздвижи морето и она што го исполнува. Нека се радуваат полињата и се што е на нив, да лекуваат сите дрвја под дубравите. Пред лицето на Господа, зашто иде тој, иде да суди на земјата, ке му суди на светот по правда и на народите според својата вистина. Во Исаија 60 глава 12 стих читаме: Зашто народот и царството кои нема да сакаат да ти служат, ке загинат, и таквите народи ке бидат сосема истребени. А во втората книга Летописи, 7 глава 14 стих читаме: Ако мојот народ, кој се именува со името мое, се смири и почне да се моли, да го бара лицето мое и се одрати од своите лажни патишта, јас ке чујам од небото и ке му ги простам гревовите негови и ке ја излечам земјата негова. Тоа е Божјата ветување и Божјата визија за нациите. Тој сака во светот да владае мир и меѓу луѓето добра волја. И не е негова волја да народите и нациите ја изгубат својата индивидуалност и специфичност. Разликите во културата се за наше добро, за развој на нашиот карактер, за да можеме да научиме да цениме луѓе кои се разликуваат од нас, со различни култури и погледи на свет, со различни обичаи и традиции. Ние треба да научиме да не ги осудуваме и критикуваме луѓето или народите само затоа што мислат, изгледаат или зборуваат поинаку од нас. Како што Господ создал камења со различни бои и облици, цвеќиња со најразлични мириси, птици со различни песни, така создал и различни нации и народи, да секој му донесе слава на свој специфичен и единствен начин. Секоја нација има свој индивидуален и различен аспект на Божјата слава. И овој специфичен дар, ова уникатно богатство, Господ сака да го разоткрие и развие. Зашто откако славата на Бога ќе се разоткрие во тој народ или нација, што е својствена само за таа нација и ниедна друга, тогаш и днината и репутацијата на таа нација ќе се променат. Во Исаија, во 61 глава, 7 стих читаме: Заради што бевте посрамени, двојно ќе ви биде дадено. Поради навредувањето, тие ќе се радуваат на својот дел, зашто во земјата ќе добиат двојно, вечна веселба ќе има кај нив.
Божјата визија не е да Америка, Македонија или било која друга нација на светот бараат спас и да се подпираат на човечки организации, како што се тоа Европската заедница, Обединетите нации или НАТО, туку да се подпираат на нашиот прекрасен Спасител Исус Христос, кој го даде свој живот за нас. И само Него да го прославуваат. Исус самиот рече во Јован 14 глава, 6 стих: Јас сум патот, вистина и животот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Сега сакам да споделам со вас едно интимно искуство што го имав со Бога. Пред 2,5 години бев многу исплашена за судбината на моите две татковини, за судбината на нашите деца, бидејќи мислев дека ќе дојде до светска војна. Многу се молев и постев и некогаш по цели ноќи проведував во посредничка молитва. Еднаш бев толку очена што одлучив да одам пред Бога, да се молам за мир, во небесната судница. Од Библијата знам дека ние луѓето не сме само тело, туку дух, и во духот можеме да одиме во небесната судница. Тоа го правеше Исус, дока живееше на земјата, која се молеше со своите ученици. Во мојата молитва се молев да Господ ми даде бела облека, за да можам да одам да се појавам пред таткото. Но горчливо заклакав кога видов дека во мојата визија, дека мојата облека беше бела, но беше на неколку места многу извалкана, а некои места дури беа многу темни, скоро црни. Но нашиот мил Спасител кој беше до мене ме тешеше и ми го подари, го соблече својот црвен шал и ме увитка со него. Тоа како символично да представуваше, како да сакаше да ме очисти со својата крв. И мојата облека стана бела. Во мојата визија јас и Исус заедно се најдовме пред престолот на судијата, нашиот небесен татко. Но тамо беше и непријателот, обвинителот на човечките души, кој не обвинува дење и ноќе. И тој ме обвинуваше пред таткото, дека и поротата, дека не заслужувам да се застапувам за никого, а камоли за нации. Ги набројуваше сите мои мани и недостатоци, сите мои гревови. Јас се сложив со него, со обвинителот, дека сето тоа е точно, но дека се молам и застапувам не јас, туку Исус. Дека Исус умре за нашите деца, за овие народи. Тогаш влегов во Исус и Исус наместо мене продолжи да се моли на таткото. Бог бе внатре во Исус и ја чувствував неговата огромна љубов, неговата тага и болка за нациите во светот. Господ ги креваше своите раце и ги покажуваше раните на љубовта пред таткото и поротата. Во тој момент таткото стана од престолот и му нареди на сотоната да го напушти, да ја напушти судницата и да оди во абисот каде што ќе го чека своето судење. И видов дека во моментот кога Бог стана, неговиот престол се продолжи и подножјето му се продолжуваше до земјата и допре до Македонија. И во Македонија стана подножје на Божиот престол, а Америка ја видов целата светла, без ikakва темнина. Ова беше моје искуство, драги браќа и сестри, со кој сакам да ве охрабрам и да ви дадам надеж и да ве поттикнам да заедно се молиме како што не учеше нашиот Спасител Исус. Туку молете се и вие вака, Татко наш небесен,
да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и во Македонија, и во Америка, и во целиот свет.